При појава на крлежи на вашето тело, специјалистите препорачуваат веднаш да побарате помош од медицински лица, односно сами никако да не ги отстранувате, бидејќи постои опасност дел од крлежот да остане во вашето тело. Обично се угнездува на места кај што се потопли, односно во интимните делови, под пазувите, во косматиот дел на главата, и овде навлегува и се го боцка човекот, значи, и се впиува во неговата коша. На тој начин не цица крвта, доаѓа до исфрлање на желудочна содржина и на тој начин може да настане инфекција, односно да се пренесат некои болести. Крлежите може да пренесат бактерии, може да пренесат спирохети, може да пренесат вируси. Од брзината на дејствувањето зависи дали ќе се пренесат бактерии и вируси, кои подоцна може да предизвикаат опасни болести. Една од нив е и лајмската болест. Може да се препознае по црвенило на кожата кое се шири и треба веднаш да се лекува. За да се спречи да не помине заболувањето во поднатамошните фази, кои се јавуваат после неколку недели, па и месеци од заболувањето, кога веќе во секундарната, во терцијарниот стадиум ќе се јавуваат многу потешки компликации. И тоа на зглобовите, во смисол на артрит, може да се јави воспаление на срцевиот мускул, како кардит, може да се јават невролошки манифестации, како менингити, енцефалити, кои се тешки за лекување. Од доктор Шишкова дознаваме дека на инфективното одделение при клиничка болница Штип веќе доаѓаат пациенти со каснатини од крлежи.